Ке се реконструира кровот на инфективно оделение во Штипската клиничка болница, како и возобнови физикалната терапија. Веде директорот Владко Захариев, вели дека веќе е во тек и адаптацијата на модуларната болница за амбулантите на Мој термин, а во тек и адаптацијата на ургентниот центар. Болницата исто така е во преговори со локалната самоуправа за да се отвори уште еден пристап за пациентите. Веќе со оспособувањето на овие пристапи, следна работа, значи градежни активности што ќе имаме во круг на болницата, во тек е веќе адаптација на модуларната болница за амбулантите за Мој термин. Сега во моментот сме во преговори со локалната самоуправа и градоначалникот да се отвори уште еден пристап таму за елективните пациенти што ќе доаѓаат таму. Во скоро време ќе се отпочне процедура за адаптација на ургентниот центар. Тоа е овој простор позади вас за ургентен центар каде што ќе биде. Имаме и други реконструкции, како што е реконструкција на кровот на инфективното оделение. Во блиска иднина ќе има реконструкција во физикалната терапија. Ќе се подобрат условите за амбулантите и собликувалните за пациентите. Тоа се тие градежни активности што ги планираме за оваа година. Другите активности на болницата се набавка на апарати, како дезинтометар, апарати за операција, респиратори, транспортни респиратори, додава Захариев. Други активности што се во процедура, набавка на апарати. Чекаме одобрение да може да распишеме јавна набавка за дезинтометар. Тоа апаратот за испитување на остеопороза. Имаме голема набавка на неколку апарати со што анестезија и интензивно лекување ќе биде затворен, значи тоа се апаратите за операција, респиратори, транспортни респиратори што ќе ги имаме и ќе има многу други апарати што треба да бидат во склоп за оваа година планирани. Апаратите се ставени во планот на болницата и истите се во преговори со Фондот за здравство, но не се влезени во буџетот. За оваа инвестиција ќе бидат потребни над 100 милиони денари.